Како што ви ветивме, Евен е повторно во студиото на К3 телевизија. Вториот дел од утринската програма, како што ви најави во првиот дел, е наменет за темата на денот. За денеска одлучивме до вас да ја доближиме професионалната фотографија. Пред да ги најавам моите денешни соговорници, предлагам да погледнеме најпрвин за почетоците на фотографијата. Фотографија е уметност, наука и практика на создавање на долготрајни слики со снимање на светлина и други електромагнетни зрачења или хемиски со помош на материјали чувствителни на светлина, како што е фотографски филм или по електронски пат со помош на сензор за слика. Типично леќата се користи за да ја фокусира одбиената или испуштената светлина од предмети во вистинска слика на површина чувствителна на светлина во внатрешноста на фотоапаратот за време на експонажата. Резултатот во електронскиот сензор за слика е електрично полнење на секој пиксел, кој електронски се обработува и се чува во една датотека за дигитална слика за следниот приказ или обработка. Фотографијата произлегла со поврзување на неколку технички откритија, долго време пред да бидат направени првите фотографии, во 5-тиот и 4-тиот век пред нашата ера. Кинескиот филозоф Моди и грчкиот математичар Аристотел, како и Евклид го опишале фотоапаратот без леќи. Во 6-тиот век византискиот математичар Антим Отрелс користил еден вид на темна комора во неговите експерименти. Ибн Ал-Хаутаман ја проучувал темната комора и фотоапаратот без леќи. Албертус Магнус го открил сребрениот нитрат и Жорж Фабрикус го открил сребро-хлоридот. Даниел Барбаро ја опишал мембраната во 1566 година. Во 1694 година Вилхем Хомберг опишал како светлината ги затемнила некои хемикалии. Фотохемиски ефекти. Белетристичката книга Гибхантие од францускиот автор Типен де Ларош, објавена во 1760 година, го опиша она што може да се претолкува како фотографија. Откривањето на темната комора, која дава слика од место, датира од античка Кина. Леонардо да Винчи спомнува дека во темните пештери на крајот од Сончевата долина се формираат природни темни комори. Дупката во пештерскиот зид ќе действува како фотоапарат без леќи и се одбива странично зачувана слика која на парче хартија е наопаку. Затоа настанокот на фотографија првенствено се однесува на создавање на средство, за да се приготви и задржи сликата, создадена од страна на темната комора. Првиот успех за компанија на слика без фотоапарат се појавува кога Томас Веджвуд од познатата фамилија на грнчари добил примероци од слики цртани на кожа, користејќи сребрени соли. Бидејќи тој немал начин како постојано да ги средува тие копии, тие ќе се претварат целосно црни на светлина и на тој начин морале да се чуваат во темна соба за да се гледаат. Сликарите од времето на Ренесансата користеле темна комора, која всушност му дава оптичко прикажување во боја, која се истакнува во западната уметност. Темната комора буквално на латински значи темна соба. Тоа е кутија со дупка во неја, која се овозможува светлина да поминува и да се создаде слика на парче хартија. За оние кои сега се вклучуваат, го следат најновото издание на утринската програма Нов ден на К3 телевизија. Со мене во студиото се двајца млади фотографи. Добро утро за Маријана Павличек, представник од фотоклуб Кино Козјак Куманово. Добро утро на сите гледачи. Исто така и Стефан Соколовски, млад и надежен фотограф од Куманово, уште попознат под својот псевдоним Бет Стеф. Токму така. Добро утро, Кика, милно сум тука. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете гости и покрај тоа што нели за младите сепак е многу рано да станат во 8 часот изутрина. Двајца млади фотографи, прашање до двајцата. Што е фотографијата за вас, еве? Маријана, повели. Па за мене фотографијата представува момент кој е многу тежок да се фати со фотоапарат. Во тој момент се опишува цела приказна за она што сакаме ние лично фотографите да го искажеме на јавност. Стефан, исто и до тебе. Што е фотографија за тебе? Фотографија според мене представува можност уметнички да се изразам, а всушност представува згрбчување на момент да ставиш нешто ќе трае, односно што ќе остави многу голем впечат врз останатите, ќе трае вечно и ќе може да доловиш момент кој е незаборавен.
Вие секогаш сте со апаратот во рака, секогаш шетате со него. Еве Маријана носи такво ланче, фотоапарат. Ги правите обичните нешта, секојдневните за нас, за око што ги гледаме, необични и интересни. Заслужувате ли со ова? Дефинитивно. Да. Маријана, еве, зошто се одлучи ти да фотографираш и покрај тоа што еве како твоја професионална определба е природно-математичкиот факултет во Скопје, туризмот? Па сепак фотографијата уште од мали нозе ме привлекуваше. Всушност сакав некоја порака да искажам до јавноста која ќе биде на некој во уметнички стил и всушност пораките секој различно ги чита, но битно е пораката на самиот автор што сака да ја каже на јавноста. Се сеќаваш ли на првата фотографија која што, еве да кажеме, беше пресудна да кажеш да, сакам да станам фотограф? Па првата моја фотографија беше сликана во Охрид, во природа. И таа фотографија ја пратив на конкурс преку средно училиште која ми зеде 3-та награда во Македонија на републичко ниво. Така, одлично. Стефан, исто до тебе, зошто се одлучи ти да фотографираш? Еве ти си сега матурант. Дали понатаму планираш да продолжиш професионално да се занимаваш или сепак ова ќе остане твое хоби? Сега за сега се уште нема да продолжам на факултет за фотографија, но понатаму после овој факултет што ќе го завршам, планирам дефинитивно да одам во странство, да запишам студии по фотографија. Не знам дали ќе бидат забрзани или класични студии, но сепак ќе запишам. Приказната за моите почетоци датира уште пред 4 години. Први не започнав со цртање. Сите мои пријателки од моето училиште ги скицирав, правев портрети од нив, ги цртав. И така женското бавење одлучив да ја истакнам преку фотографии, кога моите родители ми го купија мојот прв фотоапарат пред 4 години. Тоа беше на крајот на моето 8 оделение. И оттогаш се пронадов во фотографијата и одлучив дека ова што го правам навистина ме исполнува и црпам инспирација која ми е потребна и со која можам да работам и можам целосно да се изразам. Овој медиум на изразување на преку уметност ми најмногу одговара. Токму така, нели, фотографијата спаѓа во дел од медиумите, како што ти кажа. На социјалните мрежи имаш твоја, нели, твој фан пејдж потпишан како Бет Стеф или Лош Стефан, да. Тоа го кажав, тоа е твојот псевдоним. Зошто? Да. Тука стои долга приказна која многу не ја разбираат, но сега во оваа прилика исто ќе ја објаснам. Јас кога започнав да фотографирам и да се истакнам како уметник фотограф, ми требаше уметничко име и тоа беше Бет Стеф, првата идеја што ми текна и таа ја искористив. Бет Стеф значи дека лошото во ова што е во овој псевдоним, дека сите мои фотографии не се доволно добри, односно се лоши, дека секоја наредна е подобра и дека има поголемо кршење на перфекција во нив. Секоја наредна фотографија е поблиску до перфекцијата, а секоја мината фотографија е лоша на некој начин. Малку чудно размислување, морам да се согласам. Зашто твојата прва фотографија кога беше направена? Кога ќе ја погледнеш сега, си велиш ова е лоша фотографија или? Па не велам дека лоша, туку не е доволно добар според мене. Има многу подобри, сега ќе ги правам во иднина и веќе од најновите некои. Од кого го учеше занајатот? Занајатот го немам учено од никаде, но имам поединци уметници тука од Куманово кои ме посоветувале за некои одредени работи и ми даваа насоки да пратам фотографии на изложба и ме упатуваа полека во уметничка фотографија. Токму така, ти Маријано, од кого го учеше занајатот, кој беше, да кажеме, твој идол, да се изразам така? Па јас дознав дека во Куманово постои фотокиноклуб Козјак и даваше бесплатен курс каде би можела да се образувам и да дознам нешто повеќе од техничкиот дел на фотографијата. Со тоа се запишав таму и почнав со курсот. По завршувањето на курсот, кој е бесплатен, може било кој да дојде и да... Така, ќе зборуваме подоцна за фотошколата која организира фотоклуб. Направив една фотографија, всушност сите курсисти има задача да направат фотографија и според уметничкото жири кое беше таму, бев одбрана и станав член на фотокиноклуб Козјак. Ете така, кога сме кај фотокиноклуб Козјак од Куманово, мораме да напоменеме дека тој секоја година организира разни фотошколи, исто така и меѓународни изложби. Па во тој контекст еве во продолжение предлагам да погледнеме последната меѓународна изложба на уметничка фотографија фотосалон која се одржа во февруари, ако не се лажам, 27 февруари, мислам дека беше. Па ќе се вратиме да го прокоментираме видеото.
Меѓународната изложба на уметничка фотографија Фотосалон на едно место ги собра сите интересни, несекојдневни и интимни моменти на авторите од целиот свет. Забележуваат организаторите од Фотокино клуб Козјак од Куманово, кои по 9 пат се потпишаа под ова културно доживување. 300 автори од 56 земји од светот зедоа учество на отворениот конкурс и се надпреваруваа во 4 категории: слободна црно-бела, слободна во боја, природа и живот, која му беше посветена на Живко Јаневски, доајенот на македонската фотографија. Продолжуваме и понатаму со наши проекти и изложби, односно следново што ќе има во мај нашата клубска изложба и уште една републичка изложба. Еминентното жири од земјава и странство организаторите велат било пред тешка задача да вреднува околу 4000 творби и да додели дури 75 награди. Наградени се и 4 фотографи учесници на конкурсот од Македонија. Романа Милетиќ ја освои бронзата на УПИ за лајв фотографија, а признание добија и Владимир Арсовски за црно-бела фотографија, Коста Дупчинов и Игор Јанковски. Мојата фотографија значи е една документаристичка фотографија. Од секогаш сум бил инспириран од таа документарна фотографија да ги прикажиш луѓето во нивната реална околина, со реални околности, значи нивната реална приказна. По последно време се повеќе и повеќе наши имења на македонски автори се партиципиенти на многу значајни меѓународни изложби, а една од таквите е и оваа изложба. Куманово последните 10 години сигурно се етаблира на мапата на светските центри и другите познати галерии каде што се негува арт фотографијата. Изложбите кои ги организира Фотокино клуб Козјак се секогаш масовно посетени, велат присутните кои не го криеа задоволството од ова културно доживување. Одлично. Се е во ред. Така, одлично за сега, одлично. Одлична поставка со разновидни слики, значи организација. Баш ни е драго што има учество од сите овие земји. За љубителите на уметничката фотографија, изложбата ќе биде отворена следните 2 недели во изложбениот салон на уметничката галерија во нашиот град. Еве неповторно назад во студиото на К3 телевизија. Денешната тема е професионална фотографија, а мои денешни соговорници се Маријана Павличек, млада фотографка и представник од Фотокино клуб Козјак од Куманово, и Стефан Соколовски, млад фотограф. Маријана, погледнавме една од изложбите кои што ги организира клубот во кој што ти си член. Кажи ни, масовно се посетени, еве од твој аспект, колку вие одите, како се организираат овие изложби? Колку е тешко, односно лесно да се привлече ваква публика? Па за привлекување на публиката сепак не е лесно, бидејќи заинтересираноста кај младите расне, но сепак некако делата кои ги праќаат не се толку добри и им треба некој вид на образование за да бидат уште подобри. Изложбите кои ги организираме обично се клубската наша изложба, како секоја година, меѓународните изложби, републички изложби. Меѓународните изложби се најтешки за организирање, бидејќи имаме многу голем број на дела и автори и на жирито многу му е тешко да одбере најдобра фотографија. Потоа, кога ќе се организираат изложбите, сите што ги примат фотографиите, односно фотографите на кои ќе им бидат примени фотографиите, добиваат поени и со тоа, со самото собирање на тие поени, тие добиваат некои звања. Така е, Стефан, колку често посетуваш ти вакви изложби? Јас порано многу повеќе посетував изложби. Во последно време немам многу време за такви настани, но се трудам што почесто да посетувам. Тука во Куманово се организираат 90% се посетени од моја страна и гледам долу на сите тие настани. Така, да се навратиме на вашите почетоци на фотографијата. Кога ти одлучи да станеш фотограф, каква беше поддршката од твоите најблиски? Имав многу голема поддршка, дефинитивно, морам да признам, но сепак сите беа малку на некој начин скептични, бидејќи денеска многу има такви луѓе кои започнуваат некој хоби и веднаш сака да дадат во професионалните води. Тогаш кога почнав, немав толку сериозен и мислев дека нема толку долго да продолжам и да стигнем до ова ниво, да дојдем до оваа слава, но во што се трудев сепак.
како секој друг почеток тешко е, но вреди да се иде и да се работи многу напорно. Посетуваш ли ти некои курсеви за фотографија? Немам никаде одено на курсеви за фотографија, но имам гледано часови на интернет, на YouTube и слични такви работи, семинарски работи и се тоа што може да се научи од интернет. Така, Маријана, што се случуваше кај тебе кога одлучи твоето хоби да биде фотографија? Како реагираат твоите најблиски? Секако дека имав огромна поддршка, тогаш сите се понудија како модели на кои можам да пробам, да видам што сакам да изјавам на публиката. Така, во моментот да кажеме дека ги гледаме дел од фотографиите од твоите? Не, ова се фотографиите на членовите од Козе кои имаат најголем број земени награди. Така. Меѓу нив се наоѓа и мојата. Се надевам дека ќе. Да, ќе видиме. Да, што се случуваше со поддршката? Па имав голема поддршка и не се надевав ни јас дека всушност ќе стигнам до овој степен. Но сепак кога имате волја и поддршка, тоа е можно да се постигне. Спомена дека имаш добиено награда, дали е тоа единствената? Па за сега, бидејќи се уште сум млад фотограф, кој не се занимава многу долго со фотографијата, за сега е една. Така, за која фотографија, во која категорија? Фотографијата доби сребрен медал на меѓународна изложба во Хрватска. Категоријата беше музика. Мојата фотографија носеше име Rock Girl. Колку време се занимуваш со ова хоби? Околу 3 години активно. Токму така, Стефан, смитам дека и чинам ти имаш добиено награда и тоа прва за млада категорија беше подсетена? Сега ќе ви кажам. Тоа беше, мислам, пред 2 години, во 2013 година. Освоив прва награда за поединечна надбор уметничка фотографија на изложбата на Денови на македонски фотографија. И тогаш јас не знаев за таа награда, јас се појавив на таа изложба како гостин, бидејќи секој година ја посетувам и кога отидов тогаш знам дека сум освоил прво место и бев многу радосен. Тоа беше за една фотографија која многу случајно испадна. Има фотосесија во паркот и случајно поминуваше едно детенце мало со сина коса и сини очи, многу симпатично. И го прашав да го фотографирам, тоа многу беше срамежливо, но сепак прифати. И така, случајна фотографија која многу ми донесе успех и многу сум благодарен себично на тоа детенце кој не го познавам. Така, што ти донесе оваа фотографија? Освоив награда, тоест да. Освоив златен медал кој се уште го чувам, стои во мојата соба и ми дава спомени за наградата. Така, овие награди што ги освоите ви даваат поттик и понатаму да продолжите да се занимавате. Секако да. Токму така. Еве сега прилагам во понатамошниот разговор да погледнеме за видовите на фотографијата и да се навратиме потоа вие да кажете според вас што е добра фотографија. Прилог за видови на фотографија. Во почетокот фотографиите биле еднобојни или црно-бели. Дури откако филмот во боја бил полесно достапен, црно-белата фотографија продолжила да се истакнува со децении, поради нејзината пониска цена и нејзиниот класичен фотографски израз. Важно е да се обрне внимание дека некои еднобојни слики не се секогаш чисто црно-бели, но исто така содржат и други нијанси во зависност од развивањето на филмот. Методот цинотип прави слики составен од цини тонови. Методот албумен прави кафејави тонови и за прв пат се користи повеќе од 150 години. Многу фотографи продолжуваат да прават некои еднобојни слики, поради често докажаната архивска трајност на добро развиените среброхалидни материјали. Некои дигитални слики во боја се развиваат преку разнообразни техники за да се направат црно-бели слики, а некои производители изработуваат дигитални фотоапарати кои се наменети само за еднобојни слики. Фотографијата во боја се проучувала во средината на 19-тиот век. За првите експерименти во боја биле потребни посебно долготрени експонажи, а фотографот не можел да ја фиксира бојата на сликата да не избледнува брзо кога изложена на бела светлина. Првата трајна фотографија во боја е сликана во 1861 година, преку принципот на тробојно сликање и за прв пат објавен во 1855 година од страна на физичарот Џејмс Кларк Максвел. Идејата на Максвел била да направи триоделни црно-бели фотографии преку црвени, зелени и сини светла. Ова овозможува фотографот да пресоздаде слика во боја со три основни каналчиња.
За прв пат овој метод бил воведен од страна на Луј Дуко Дуорон во доцните 1860 години. Рускиот фотограф Сергеј Михајловиќ Прокудин Горски направил широко да се употребува оваа техника за одвојување на боја, користејќи посебен фотоапарат кој едно по друго ги изложува трите филтрирани слики во боја на различни страни од правоаголната плоча. Бидејќи неговите експонажи не биле истовремени, променливите предмети во боја бордури се појавуваат како светло обоени призраци од кое произлегува основани или извадени слики. Го следите на новото издание на утринската програма Нов ден на К3 телевизија. Кој што претходно најавивме, Маријана, што треба да содржи една фотографија според тебе за да биде одлична фотографија? Па пред се за една фотографија да биде добра, не е битен апаратот, може и најобичен апарат да се користи, доколку имаме добра идеја и композиција на фотографијата, тогаш ќе извадиме добра фотографија. Токму така, Стефан, според тебе? Па, слично како што кажа Маријана, тоа е многу точно и дефинитивно важи, но исто така треба да се има приказ на задена фотографија и според мене треба да има доза на провокативност и доза на заинтересираност да пробуди кај публиката. Тоа е многу битно. Така, Стефан, во претходната втора серија на фотографии што ги погледнавме беа твоите и забележав дека сакаш многу да фотографираш женски портрети. Зошто? Тие има главната улога, тие се главни херои во моите фотографии, во мојата приказна и во мојата кариера. Женското бавење за мене од секогаш преследува инспирација, вака ми нуди многу голем простор за манипулација и трансформација на нивните црти, бидејќи женското бавење е таа што зрачи со харизма и со лепота која е безвременска и преку шминка и фризура може да постигнеш трансформации кои се фантастични и тоа се бара во фотографиите, да бидат разновени, да не бидат досадни, туку да бидат интересни и вечно провокативни. Токму така. Маријана, што се случува со тебе? Што повеќе сакаш да фотографираш? Природа, урбана средина или пак акт фотографија? Јас претежно сликам акт фотографија и многу е тешко да се изнајде таков модел, односно модел кој вам ви е потребен за она што сакате да го прикажете. Еве доближија акт фотографијата до нашите гледачи, бидејќи има некои што и воопшто или не знаат што е акт фотографијата. Акт фотографијата представува всушност женско голо тело. Преку овие фотографии, односно преку ваква тема, јас ја прикажувам нежноста на жените која има, за жал што некои не ја приметуваат и со тоа изјавувам некој вид на порака дека женското тело е сепак некој вид на перфекција. Да. Што се случува кога ќе понудиш некому да го фотографираш во акт? Што ти одговара? Па првим се размислуваат, па потоа решат да се сликаат, но главата да не се види. Но кога ќе дојде изложба и ќе биде изложена таа фотографија, тие се фотографираат до фотографијата. Стојат и покрај тоа што нели не сакаат да знаат. Стефан, што случува со тебе? Имаш ли сликано до сега акт? Имам сликано, но за разлика од Маријана, јас не можам такви фотографии да ги паќам на изложби, бидејќи не знам, мислам дека не представува место за такво експонирање. За модна фотографија и акт фотографија има добра комбинација и постои простор за нивно спојување. Имам сликано, но сепак не толку многу како Маријана, се надевам, но имам такви фотографии, имам во моја архива кои припаѓаат во тој сектор на фотографија и многу се интересни, но сепак тешки за фотографирање. Тоа се твои интимни, кои што не ги исподелуваш. Да. Колку ликови имаш фотографирано? Па јас имам околу 3 до 4 модели кои ги комбинирам за сега. Кога ќе се појави некој друг модел кој ми е специфичен, го прашувам и доколку сака. Може би некогаш сликам некој модел кој воопшто не ги покажувам тука на македонската публика, претежно ги праќам на меѓународни изложби надвор од Македонија. Така, сега да ги охрабриме сите дека тоа не е ништо страшно и не е ништо срамно да се покаже, нели, голото тело, сепак тоа е професионално. Точно. Така, сега може да се опуштиме со малку музика, потоа повторно да се навратиме на нашата денешна тема.
Можам да направам баш се, можам планетава да ја скршам на две, но тешко без тебе. Без крила тргнувам во лет, да смислам некој нов и подобар свет, но не ми оди тешко без тебе, тешко без тебе. И во бездната нам глуви тажни звонат, колку да сакам се пак знам, можам да плачам насмеана, можам да пеам расплакана, можам да се само тешко без тебе, тешко без тебе. Сакам се пак сам, можам да плачам насмеана, можам да пеам расплакана, можам да се на минути по 8 часот, а вие сте сутринската програма Нов ден на К3 телевизија. Маријана, колку време ти е потребно да направиш добра фотографија? Секогаш кога ќе имам некоја фотосесија со некој модел, обично тоа ќе трае по цел ден додека да ја извлечеш она потребната фотографија, но во меѓувреме извлечеш уште некои фотографии. Така, Стефан, кај тебе? Што се случува? Колку време? Па зависи. Најмногу можам да завршам за сат време, така нешто, сат или два, а обично трае до 4 до 5 часа. Сега ако имаме некој едиторијал што е за некое списание или поголема реклама за некоја поголема компанија, тогаш може да се случи цел ден, но обично за 3-4 часа завршувам се. Така, кога спомена кои беа досега дел од твоите ангажмани, може ли да направиш, затоа што знам дека имаш свикано повеќе естрадни звезди, актери, актерки, исто така имаш и соработувано за календари. Да, значи јас имам фотографирано над 300 модели кои се тука од Македонија, но не сите професионални модели во модната индустрија кај нас. Од познати личности имам фотографирано голем спектар на пејачки. Тука спаѓаат Викторија Лоба, Сара Мейс, од естрадни личности тука е Хелена Роза, Рената Кралевска, Ива Джи, имам соработувано со Боби Амадеус, Зоки Фаци, Виктор Апостоловски и многу други, но сега моментот не можам да се сетам. Така, како стапи во контакт со нив, кога започна да те бараат?
Па, денеска на сите ни е познато дека се оди преку Facebook и преку социјалните мрежи. Први така ставивме во контакт, после преку мој телефонски број се договоривме што како и изработивме фотографии кои се потребни за нив, за нивни песни, за нивни албуми, календари, флаери и слично. Колку е лесно, односно тешко да се соработува со естрадните личности тука кај нас? Се зависи до карактерот на таа личност. Искрено, многу е поинаку од што го замислуваме, многу е лесно, но сепак постојат некои карактери кои не се лесно вклопуваат со останатите и има мали проблеми, но сепак тие се занемарливи и многу добра комуникација со сите. Така е, со кој ти беше најлесно, со кој онака најтешко да соработуваш? Па не знам, најлесно со Сара Мейс и со Викторија Лоба, а најтешко не знам, малку потешко имавме со Хелена. Така, имаше многу барања? Па не барања, туку имавме комуникации за времето, имавме мало недостигна време и промена на локација и тоа беше единственото што не кочеше малку. Така, Маријана, што се случува кај тебе? Колку е лесно, односно тешко да доловиш момент? Затоа што сепак нели ти си член на фотоклуб Козјак и вие таму правите лајф фотографии, пейзажи и така натаму. Кога ги веќе спомена лајф фотографиите, ние претежно кога ќе има некој концерт или некој наступ на познати, ние сме оние кои одиме и го отсликуваме тој. Така да лајф фотографијата е доста тешка, бидејќи моментот тука да се фати е навистина тешко. Постојано пејачот се мрда на сцената и тоа треба да го ловиш. А кога станува збор за да кажеме другите видови на фотографија, нели другите теми што ги сликате, црно-бела, кои беа други, природа? Па за да направиш една добра фотографија, односно како што рековте момент да фатиш, треба пред се и некој вид на композиција да има во таа фотографија, да има точка на интерес. Односно точка на интерес која оние што ќе дојдат да ја видат, ќе ги заинтересира и ќе ја погледнат фотографијата. Многу црно-бели фотографии кога ќе се прават, многу е битна пораката во црни-бели фотографии, бидејќи се многу едноставни и треба да имаат добра порака за да бидат видени. Така, Стефан, користиш фотошоп, многу фотошоп при фотографиите. Тоа е, според мене, ја што го забележав, тоа е твојот стил на фотографирање, она што те карактеризира како фотограф. Не би кажал многу фотошоп, но сепак обавезно фотошоп во секоја фотографија, бидејќи малите неперфекции на лицата кај моите модели, сакам до крајот да ги скријам и да ги истакнам само јаките страни на нив. Тоа го правам во секоја фотографија и се трудам да изгледа што помалку впечатливо, но сепак шминката, фризурата и другите црти ги стакнам до крајност, со што добиваме слика на целосна перфекција на женската бавина. Така, еве, колку младите кај нас во Куманово сакаат да станат фотографи, еве кај вас? Колку доаѓаат, имаат ли талент, покажуваат ли интерес? Па, голем е интересот кај помладата популација и талентирани се, само што доаѓаат за да научат од техничкиот дел како да, например, се отслика некоја фотографија. Така, Стефан, што сметаш ти, дали младите сакаат да фотографираат, дали тоа е поради помодарство или сакаат да прават професионална вистинска фотографија? Многу се изрази точно баш од помодарство. Јас исто така се согласувам со тебе, мислам дека младите денеска не ја ценат фотографија како уметност и како вид уметност со која може да се искажат, туку ја гледат како некој начин да се покажат пред останатите, односно преку фотографии да се стават пред некој друг и да не искажат ништо, всушност туку да се покажат себе си во најдобро светло и тие со фотографија сите се бават за на крај да тие сами да бидат фотографирани. Така, Маријана, што случува кога ќе видиш некоја неквалитетна фотографија и кога ќе се обидеш некому да му покажеш ти недостасува тоа, ова е добро, тоа не е добро, да му дадеш некоја критика? Секогаш сакам да помогнам на оние кои помалку знаат од мене. Совет секогаш е добродојден кај мене, без разлика кој да е. Секогаш ќе му кажам што му е грешка во фотографијата, да обрне внимание, например, на светлината и слично. Како реагираат на критиките?
Позитивно. Така, Стефан, ти како реагираш на критиките? Гледам дека повеќето се позитивни. Да, секогаш исто така позитивно, но добродојден сум и за критики кои се негативни, бидејќи сакам да се подобрам во својата работа и од професионалци кои навистина имаат искуство многу повеќе од мене, би сакал да слушам критика која не е позитивна. Колку време минуваш со фотоапаратот? Неделно минимум 15 часа. Ти, Маријана? Јас помалку. Така, што би избрале? Што е поинспиративно? Дали урбаната средина или природата? Повели. Па, искрено, јас природа слабо фотографирам и навистина поинтересно би ми било урбана средина, бидејќи тука се среќаваат разни форми и така да може да се искомбинираат и така. Стефан, да ја тргнеме на страна или женската перфекција, природна средина или урбана? Природно бавина си има свое богатство и своја посебност, но сепак јас би исто така одел со урбана средина, бидејќи мислам дека во урбаната средина може повеќе да се сретнат приказни кои може да се истигнат пред објективот и има поголем простор за трансформација на повеќе сцени кои може да произлезат во фотографијата. Така е се случувало ли некогаш да ви избега некоја фотографија, некој момент и да сакате да прашате пример случаен минувач повторно да се врати да го фотографирате? Да, се случило, но всушност кога ќе се врати тој случаен минувач не може да биде истиот тој момент кој би можел пред тоа да се фати. Така е, што се случува кај тебе, Стефан? Исто така, никогаш не можам целосно да го направам тоа што сум го зацртал, но сепак во 90% случаите успевам, но таквата спонтаност не може да се долови по два пати и еден случај минувач својствено го прави тој покрит што не може да се повтори. Така, што ви е вам поприлично, дали стравот или ужасот на прикажување на фотографијата или пак убавина? Па бидејќи сликам женски акт, секако дека би се одлучила за убавината. Така, Стефан? Убавината, но и стравот и ужасот да нудат голем простор за искажување на уметничка фотографија, но сепак убавината е таа што е денеска поприфатена и таа може многу повеќе да пројде на овие простори. Кога сега би сакале да отидете некаде, би ви се дала можност да фотографирате, каде би било тоа? На некое место? Да, одберете некоја локација каде што би сакале, ајде да кажеме, вие животен сон да отидете таму да фотографирате. Па тоа би било можеби во Турција, во Кападокија. Така. Одлично место, Стефан? Јас би избрал Мајами, Њујорк или Лос Анџелес, главните метрополи. Зошто баш таму, каде што има нели што се вели општествена џунгла? Да, но сепак се надевам дека таму можеме да ставиме контакт со многу познати личности и самата атмосфера на тие градови нудат инспирација и јас би сакал да живеам таму и би можел да работам многу поефикасно и подобро од тука. Така е, Маријана е малку посменен тип, ти си малку нели од оние кои што сакаат бурен живот, брз живот. Така е. Може да се одмориме со малку музика? Може. Секако. Јас одам овој пат, одам како дух и палам златни звезди полни греб за нас. Помолам прв пат Бог пред да дојде ден, да дојдеш уште еднаш кода не е крај на југ. Цела земја џабе врти круг, очи како море е друг и ништо веќе нема сјај. А сепак сум фер, ти велам дали дува југ за крај. Јас одам овој пат, одам како дух и палам златни звезди полни греб за нас. Пред да
Денешната тема е професионална фотографија. Разговараме со Стефан Соколовски и Маријана Павличек. Маријана, си видела ли досега совршена фотографија која што еве ја паметиш и ден денеска? Па, бидејќи ние организираме многу изложби и постојано гледаме многу огромен број на фотографии, сепак што знам која би издвоила, има повеќе фотографии кои ми останаа впечаток. Така е. Добро дека размислуваш. Не можеш да се одлучиш баш. Стефан, кај тебе? Па исто така имам повеќе омилени фотографии. Од уметничка фотографија, фотографија од Македонија има доста успешни фотографии кои ги ценам и мислам дека стварно се вредни за да се развива целото ниво портфолио. А од странски фотографии, светски позни фотографии од модната индустрија дефинитивно ме инспирираат и има дела кои ги имам урамено и ги чувам како инспирација. Така еве, една слика 1000 зборови. Се согласувате? Точно. Да, 100%. Така е, Маријана, еве, што прави сега во моментот фотокино клуб Козјак 50 од Куманово? Дали организира некоја изложба, дали се подготвува нова изложба? Па сега се подготвува нова изложба, односно мајски салон. Тоа е клубската изложба. Тука ќе бидат истакнати фотографиите на членовите од клубот, а во истиот ден ќе има уште една изложба, односно републичка изложба, на која имаат учествувано автори од цела Македонија. Така е, Стефан, јас еве почесто посетувам изложби, ја сакам културата, но многу ретко забележувам твои фотографии на изложбите. Да, јас скоро никогаш не аплицирам за праќање на мои фотографии на изложби. Досега имам учествувано на 2 изложби, од кои едната била во Куманово, другата во Скопје. Вака немам некако интерес и инспирација и мотивација да праќам изложби на наши простори, бидејќи сепак мислам дека кај нас не се доволно цени индивидуата и се оди преку фотоклубовите и преку некои, како да кажам, врски. И така фотографиите, правите фотографии не се изложени, туку оние преку потесна селекција. Постои ли ривалство меѓу фотографите во Куманово е? Па да. Стефан? Јас не го забележувам тоа, бидејќи не знам, мислам дека немаме доволно конкуренција сепак. Кога споменавме еве се одржуваат многу изложби во Куманово, колку од тој поглед Куманово е инспиративно за фотографирање? Како град? Да, колку е интересно за фотографирање? Па искрено има некои локации кои може да се искористат за некој тип на фотографија, но не е баш толку интересен, што знам. Така е, на кои локации најчесто фотографираш? Обично тоа се локации каде што има, например, некоја застарена куќа, односно стара архитектура, и тоа ми е доста интересно да измешам, например, старо и ново, некој контраст. Така сака да мислуваш бојно, така? Па не, сакам да кажам старото со новото, мислим, да направиш мала компарација, да. Компарација. Стефан, кај твоите портрети женски забележувам природа одстрана. Да, сите мои фотосесии ги правам на отворен простор. Тоа е некоја ливада, некој двор, во шума, поменувам такви локации, но во Куманово лично мислам дека нема многу локации за вакви работи, но сепак многу ме драго што сум роден тука и што живеам тука, бидејќи луѓето што живеат овде, луѓето со кои работам, се многу добри и не можам да ги најдам тие во било кој друг град во Македонија. После нашите кумановки кои секаде се фалени и слушам комплименти каде и да одам, бидејќи тие модели со кои работам, да сум бил во друг град не би ги имал. Имаш ли свој омилен модел? Па имам повеќе. Не би сакал сега да изделувам никој, но имам топ 5 модели кои секогаш се главни во моите фотографии. Да, ги забележуваме. Јас ги забележувам кога ги разгледам твоите фотографии. Но што работиш во моментот? Во моментот се фокусирам на мојата матура, која е сега за 2 месеци, 1 месец, така нешто. А подоцна ќе се фокусирам на факултетот и на полагање на водачка дозвола. Така е, но јас сакам да те прашам во однос на фотографијата, дали сега си ангажиран за некоја фотосесија, еве, за соработка со некоја компанија? Па имам сега пред 2 дена имав соработка со едно студио за накити и облека од Битола. Идам фотосесија, не се сеќавам која е закажана, но мислам дека имав со една прелека од Скопје
и со еден пејач кој допрва ќе го видите. Така, Маријана, освен на изложбата која што сега ја најавивме во мај, кои се тековните активности кои ги планира фотоклубот? Па, освен изложбата, сега, бидејќи при крајот на мај се одлучуваат членовите кои ќе бидат, односно од курсистите. Моментално тоа се активностите кои за сега се. Така, организирате и бесплатни курсиви, како што напомена, и фотошкола, еве, кажи нешто повеќе за тоа. Па, обично во фотошкола може да дојде било кој, без разлика на своите години. Тој е бесплатен, секогаш започнува некаде од средина на октомври и трае до мај. Во почетокот, во првите месеци се учи за историјата на фотографијата, а потоа се учи техничкиот дел. Кој е поинтересен, историскиот, односно теоритскиот или практичниот дел? За кој пројавува повеќе интерес? Јас мислам дека повеќе е значаен практичниот дел. Дали имате никои активности со практичниот дел? Дали некаде патувате? Па секогаш кога ќе најдеме слободно време, сите членови, не баш сите, но поголемиот број, одиме на некои места каде би можело нешто да се отслика и да се направат фотографии. Со тоа и курсистите одат со нас и им покажуваме некои техники и слично. Така е, според вас, колку е скапа оваа професија? Во која смисла скапа? Па, дали сега треба многу да се вложи во апаратот, во моделите, дали некој не сака да се фотографира, сака да се фотографира за пари, па вие морате да обезбедите средства? Па, зависи. Доколку, например, моделот никој не го знае, тој секако дека ќе прифати без пари да работи со вас, но кога станува збор за некоја позната личност, а сакате да ја фотографирате, тогаш секако дека ќе треба да платите. Така е. Стефан, што кажува, што говори твоето искуство? Па, не мора да значи тоа, сепак се зависи од меѓусебен договор и меѓусебна комуникација. Мислам дека не е толку многу скапа како во минатото. Во минатото е многу било поточко да се обезбедат услови за добра фотографија и за добра опрема. Денеска скоро секој втор поседува професионален фотоапарат, веќе имаме зборувано таа тема и мислам дека не представува никаков проблем, но сепак треба да се извадат големи средства за надоградба на опремата и тоа не е ништо страшно. Така, ќе имаме ли можност да видиме самостојна изложба од тебе тука во Куманова? Па не знам да одговорам на тоа прашање, но мислам дека би требало да има, ќе видиме. Така, Маријана, што случува со тебе? Ќе имаме ли можност некојаш да видиме од тебе, од твоите актови? Така, и сега може да се одмориме пред да се одјавиме со малку музика, па се враќаме во студиото. We're coming out of the lion's den. Hakuna Matata, no problem. We're coming out of the lion's den. Try this one away, we no follow no trend. We're coming out of the lion's den. Shine out, her shell is hollow. We sleep, she fell, we follow. Suck and swallow, yeah, that's the shaking life. Spots and knives, smoke and burn it. Sits on a roof, see you told him, earn it, learn it, turn it, flips it about. Shout it, don't conviction, doubt. Friction, powder, step between them. High flame, burning, beaming. Pipe brain, trick, deception. Scheme, consumers, human conception. Regression, progression, some of the session. Pointless guessing, stress and chill. Build this vessel, push up, now kill the wrestle. We're coming out of the lion's den. What's this? Not right, cock this, got fight.
When the wind blow, rigid crack, never gives in, hits and back. Sit, flick, feel this kick, ill, sick, real this trick. Who's that there speaking for ya? Know thyself, all adore ya. Soul here for ya, learn, listen. Stand out, babes, your optics glisten. Jewels deep, sinners weeping, fools reap. Sample touch, gotta get more. Battle bash while we live it raw. Unfiltered observation, Nico by incubation, breathe. Run 'em up, rhythm when it wins out proper. We coming out of the lion's den. Еве повторно назад во студиото на К3 телевизија. Стефан, со кој фотограф би сакал да застанеш рамо до рамо да фотографираш? Па не знам, тоа од уметничка фотографија, тој фотограф сега не е жив, но сепак многу ми било драго ако го знам Хелмут Њутон. А вака од денешниве познати фотографи, тоа би биле од модната индустрија најпознатиот Марио Тестино и фотографското дуо Мартин Меркус. Така, има нешто посебно што ти се допаѓа кај нив? Па да, посебно Мартин Меркус, тие се многу комуникативни како што имам прочитано за нив, многу интересни ликови и рамо до рамо стојат со сите познати личности, најпознати модели и славни фаци. Марио Тестино е фотограф кој има многу големо искуство за себе и опус кој навистина е незаменлив и автограм ми бил доволно да сме од него. Токму така. Маријана, што случува кај тебе? Со кого би сакала да фотографираш? Било кој да е познат фотограф, ќе ми биде драго и чест да стојам до таков фотограф и да фотографирам. Така е, да научиш нешто повеќе, нели, за фотографијата. Така е, Маријана, една твоја порака до младите за фотографијата? Па пред се фотографијата, како што рековме, е уметност и им препорачувам на младите кои сите сакаат да се занимаваат со ваква уметност, дека само да ги следат своите чекори, да не примаат огромни критики од страна, секако совети се битни од попознатите фотографи, тоа да го искористат и секако не е битен фотоапаратот. Така е, само во тој контекст да кажам дека нели дигиталната ера е некако што се вели изеде она по старата фотографија, нели порано сликавме само со идиоти. Колку според вас денеска е смената фотографијата во тој поглед? Еве, Стефан, според тебе? Многу дефинитивно. Значи не се цени тој процес на фотографија, не се цени се на еден клик и на едно брзо постирање на сите медиуми и тоа некако ја губи самата суштина на фотографијата. И социјалните мрежи мислам дека многу пренесоа за губење на квалитетот на фотографијата. Но во такво време живееме и не можеме да избегнеме тоа. Така е, Стефан, што ќе им препорачаш ти на младите? Моја порака е да прават фотографии од себе и од луѓето околу нив многу често, да прават спомени кои се вредни за зачувување и да ја изразуваат својата креативност најмногу што можат, без разлика во која сфера да се наоѓаат. Така е, ви недостасува ли само за крај на фотографија која порано ги вадевме хартијата? Точно така, ние на курсот кој го имавме, ние го тоа работевме во посебни лаборатории, затоа што многумина од младите тоа не го знаат како се тоа. Каков е тој процес на вадење, на развивање на филмот и така натаму. Добро, дечки, ви благодарам што одвоивте еден час да бидете гости во утринската програма К3 телевизија, што станавте волку рано. Се надевам дека ќе видиме самостојни изложби од вас тука во Куманово и ви посакувам уште поголеми успеси. Фала многу на тебе и драго не беше што бевме дел од оваа емисија. И поздрав до сите гледачи.
Токму така, почитувани, денешната реприза од ова издание на утринската програма ќе може да го проследите денеска во 15 часот, а доколку сакате да ги дознаете на новите информации од регионот, Македонија, од светот, гледајте ги дневниците на К3 во 12:30, 16:30 и 20 часот. Ви закажувам повторна средба утре во 7 часот. Утре секој е добро.